Како училиште, со соработката со фондацијата и проектот за помалобројните етнички заедници имаме многу големи придобивки. Да почнеме од тоа што ни помагаат во снабдување со литература на босански јазик, кој што е мајчин јазик на учениците во нашето училиште. Се изработуваат многу други помошни материјали за наставата. Исто така се организираат многу работилници кои што помагаат во секојдневието на нашите ученици. Овој проект е од голема значајност за нашето училиште, бидејќи учествуваат повеќе училишта од помалобројните заедници. Целта на проектот е токму тоа, промовирање на различностите на помалобројните заедници и тоа на еден позитивен начин. Подршка коju dobijamo ovim projektima, to je neprocenljiva, zato što smo preko oficijalnih institucija i pored cijele podrške ipak imali neke slabosti koje smo uporno tražili. Sluh za te probleme baš je pokazala fondacija Korak po korak, fondacija Otvoreno društvo, koji su već nekoliko godina, 2-3 godine unazad, organizuju tako kvalitetne obuke gdje su naši nastavnici i mi među njima dobili smo jednu veoma jaku profesionalnu obuku za usavršavanje naših nastavničkih kompetencija. Formirali smo zajednicu učenja i formirali jedan novi proces i način življenja, profesionalnog življenja u našim školama, jer se je razvila jedna bliskost među nastavnicima koji su uspjeli, iako tako nisu prije toga živjeli, da razviju jednu bliskost u razmjeni iskustva, olakšali svoju komunikaciju i nadopunjavali sva svoja stručna zvanja и знања. Професионалниот развој на вработените мислам клучна работа за која што секој училиште треба да се стреми и да придонесува. Нашите наставници беа многу задоволни во соработка со другите училишта од помалите етнички заедници. Активностите кои ги работевме во текот на овој проект многу придонесува за подобрување на работата во нашето училиште. Од повеќето активности, библиотека на Тркала е нешто што е најинтересно за учениците, додека образованието на заедниците за учење и средбите и искуствата што ги разменивме со училиштата од другите етнички заедници беа од големо значење во споредување на училишните практики и на самата настава во училиштата. Нашето училиште има доста придобивки. Дел од придобивките се сближување на учениците, бидејќи ние работиме во училиште во кој што имаме две етнички заедници. Значи придобивките за моето училиште, кои што учествуваат во проектот за помали заедници, е тоа што наставниците се чувствуваат почитувани, се чувствуваат вредни и дека некој се грижи и заедниците и дека работи школата и во интерес на заедниците. И фактички тие како наставници имаат прилика да се усовршуваат, да се доградуваат исто како и сите други наставници и тоа да им служи за поквалитетно образование. Мислам дека има голема потреба за развој на сите вработени наставници во моето училиште. Донацијата која што беше доставена од фондацијата Отворено општество се состоеше во таблети, во лаптопови, смарт табли, доопремување на училишната библиотека, дидактички средства и помагала и како кој што дадела голем допринос за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес во нашето училиште. Повторно ќе напоменам не само работените во нашето училиште, туку и целото местно население, турското местно население од местноста, тоест областа Каршијака опфатена во општина Студеничани, сме пресрекни и презадоволни што сме од делото овој проект. Ovaj projekat je tako važan, neprocenljive vrijednosti i dajemo podršku da fondacija i Korak po korak i fondacija Otvoreno društvo obezbijede i dobijaju maksimalnu podršku u tom procesu s naše strane, jer oni su samo nadopunjavaju ono što institucije nisu mogle uraditi, jer su promjene aktuelnih problema
toliko i velike i nisu tako lake da se implementiraju, da su ove organizacije stvarno nadopunile ono sve što je nama potrebno u nastavi. Се реализирани повеќе работилници, кои што се реализира со менторите кои што беа од фондацијата Чекор по Чекор. Библиотеката на 4 тркала, тоа е прекрасна активност која што кај нас се реализира веќе подолго време, неколку години. И библиотеката на тркала за некои подрачни училишта, кај што имаме од помалите етнички заедници, е радост, зашто бидејќи никогаш во нивните училишта немало такви активности. Едноставно, среќни се децата, што некој им посветува внимание. Тоа беше сосема нешто ново за нив, зашто сигурно го зголемија својот интерес и за како за учество, така и за учење. Преку овој проект се набавена литература за учениците. Во нашето училиште се учи на македонски и турски јазик. За учениците на турски јазик се набавени лектири, потоа имаме и друг вид на дидактички помагала, кои што користат и се овозможува унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците во нашето училиште. А секако корист имаат и другата заедница, односно и македонските ученици со добивање на други дидактички средства кои што се употребуваат рамномерно на двете етнички заедници кои што учат во нашето училиште. Што се однесува до овие активности, мислам дека би сакале, ако ги запрашаме учениците, секако дека би сакале библиотека на тркала да продолжи понатаму, затоа што оваа активност за учениците беше една од најинтересните. А ние би сакале пак да продолжат соработката со другите училишта и да си разменуваме практики со наставниците. Секако дека би сакале да продолжиме со овие активности во нашето училиште, со цел да имаме поголема соработка и со останатите училишта, за да можеме да ги промовираме нашите активности од нашето училиште, а секако и да научиме од останатите училишта. Уште да додадам и благодарност за сите донации досега што се направени, како во наставни средства, нагледни средства, кои се од големо значење за сите наши училишта, како мали, со мал број на ученици и како училишта на заедници. За жал, понекогаш заборавени од институциите каде што сме во нашиот систем, тоест во нашата држава, има некој да се сети за на нас, помалобројните етнички заедници во Република Македонија, дека постоиме, дека сме дел од ова општество и од оваа држава, па се сетија со нивните прекрасни и убави идеи, со нивните помагања да допринесат за квалитетно воспитно-образовен процес во нашето училиште, а воедно и во училиштата кои што беа опфатени со овој проект. Минатата учебна година бевме, за жал, целиот свет, вклучувајќи и Република Северна Македонија, беше запатена од пандемијата COVID-19 и доколку не беа таблетите, лаптоповите, смарт таблите, комплетно нашето училиште ќе беше блокирано со реализација на воспитно-образовниот процес.